Моето патешествие низ Македонија овој пат го продолжувам во област Азот, кој припаѓа на општина Чашка. Поводот беше сакав да ја запознам колоритната убавина не само на област Азот и на живописната колоритност на планинскиот македонски горосто Смокра планина, незиниот непокорен џин на небеските височини Солунска глава, извориштето и долината на река Бабуна, на планинскиот масив Бабуна, туку да го запознаам едно од 12 села распослано во област Азот, селото Богомила. Вгнездено во живописните шумски предели под Солунска глава, јужната страна на Мокра планина, на 500 метри надморска височина, во нечепната природа, висока шума, богати пасишта и цветни ливади. И овај пат, како по стар обичај, во ова моје ново патешествие, во ова моја нова авантура, имав мој водич. Може би малку ќе ви биде чудно, но интересно. Општината Чашка, предводена од нејзиниот градоначалник господинот Горан Чопановски, кој оваа туристичка разгледница не ќе можев да ја реализирам без нејзина помош. Вистинска убавина, природа, реки, сето она што е потребно, сето она што на западните земји им е многу потребно, ние овде го имаме. Меѓутоа треба доволно да го презентираме и не само тоа, едноставно треба да се направат и капацитети каде што ќе можат да ни доаѓаат кај нас и од поблиску да се запознаваат со нашата општина, што посебно ми е драго и денеска вие што сте, така да ќе имаат можност преку вашиот медиум граѓаните од нашата држава да се запознаат со нашава општина. Голем дел и доаѓаат, меѓутоа се уште имаме кај нас како држава луѓе кои што не знаат што представува општината Чашка. Јас мислам до пред некое време голем дел кога ќе им се спомнеше како општина Чашка мислеа дека е една погранична караула. Меѓутоа сега веќе не е тоа така. Пак ќе кажам благодарение на медиумите на вас новинарите кои што информирате за сите оние убавини кои што ги имаме кај нас и што нив и на психички и на другиот здравствен план се потребни, бидејќи имаме две воздушни бањи овде кај нас. Тоа е во Горно Врановци и во каде што е сега болницата Јасеново. Тука е реката Бабуна. Планинскиот туризам е исто така добро развиен кај нас. Исто така како што кажувам имаме и во други населени места како што се Ораов дол, Мокрени, планинарски домови во кои што има сместувачки капацитети. Папрадиште исто така, познатото Папрадиште, исто имаме планинарски дом кој што е на највисоко ниво и нуди сместување. Така да сите оние кои што го сакаат планинарството, а кај нас ги имаме во голем број, поготово планинари кои што доаѓаат на овие наши планини, на Солунска глава. Ние во една година сме имале 15.000 луѓе кои што ја посетиле наша општина. Меѓутоа гледате што е интересно тука. Значи само околу 100 луѓе биле наши од нашава земја. Сите останати биле странци, значи зборувам во Богомил имаме хотел кој што собира 30-тина, има 30-тина сместувачки места. Исто така имаме хотел кој што профункционира пред една година во Нежилово. Имаме исто така две цркви со манастирски конаци, тоа се во Согле и во Теово, каде што благодарение на Македонската православна црква таму може исто така да се развива манастирскиот туризам. И можам да кажам дека имаме сега и во последно време познатиот планинарски дом Чеплес едноставно функционира како сместувачки хотелски капацитет. И можам да кажам и во сите останати населени места по она наша стара приказна со сместување во своите домови, со своја храна и така натаму, значи она не изумрело кај нас, едноставно се пречекуваат сите оние што ќе дојдат. Тимот кој го предводи градоначалникот на општина Чашка, господинот Горан Чопановски, задолжен за туристичка промоција на културно-историското наследство, природните убавини на општина Чашка, меѓу многобројните предлози кои заеднички ги разгледавме, овој пат ми предложи да го посетам ова убаво село. Со задоволство го прифатив. Се наоѓам во централниот дел на Република Македонија во област Азот кој што припаѓа на општина Чашка. Од овде ќе одиме до Богомилско, ќе одиме по падините на планината Даутица, по долината на реката Бабуна, по долината на реката Топока, да направиме нови репортажи, да ја видим убавината која што ја дарила природата и на овој крај. До Богомила, јадрото на атомот нарече Македонија, заградена на север со Јакупица, на запад со Даутица и на југ со планината Бабуна, распослана во северозападниот дел од Богомилското поле, во горниот тек на река Бабуна се стигнува од неколку патни правци. И тоа со воз од Скопје Велес до Богомила и од Битола Прилеп до Богомила и по стариот пат Велес Прилеп до Богомила.
Ова позади мене е стариот камен мост кој што многумина велат дека е уште од Римската империја. Меѓутоа, според устни преданија, овој мост е правен пред 700 години за времето на Турската империја. Меѓутоа, најновата градба е пред 60 години. Тоа е тој мостот кој што се наоѓа стариот пат Белес-Прилеп. Но да бидам искрен, не можев да и одолеам на природната колоритност опишана од памтивека, а да не застанам, да не ја погледам и да не уживам во тоа. Прва моја попатна станица беше течението на река Тополка, самиот мост на река Тополка, кој со своите сводови наликува на камениот мост во Скопје. Ова е реката Тополка, чие извориште се наоѓа некаде под падините на Солунска глава. Незиното изворишно течение изнесе околу 12 км, се влива во реката Вардар и има зафатнина, речна зафатнина од 12 квадратни километри. Погледнете што е убавина, што природата и овдека се дарила. И речи си за неполни 3 часа дојдов во Богомила. Ова е селото Богомила. Ова е историското македонско село Богомила. Од овде потекнува богомилското движење. Овде бил богомилскиот поход. Овдека ова село било општина. Во ова село од памтивека се одлива животот. Додовме и во Богомилско да направиме репортажа, да видиме како денеска живее ова славно историско убаво македонско село. Кога дојдов во ова убаво живописно македонско село, пред самиот влез на ова населено место ме пречека 2000 годишниот стар камени мост, кај народот и научните кругови познат како Римски мост, каде што по неговите зидини илјадници години неуморно течат бистрите планински води на река Бабуна. Овој мост овде позади мене се наоѓа во Богомила, позната како Римски мост. Значи, изграден е пред скоро 2000 години. Овој мост се наоѓа на реката Бабуна, која што извира од првот Солунска глава, чиј речен тек изнесува околу 16 км, додека незиното сливно подрачје е околу 45 квадратни километри. За овој древен мост со сигурност не постојат пишани податоци кој го градел, која година, кој бил архитектот, од каде се носил градежниот материјал, кој бил владетел, но со сигурност можам да кажам е само да сака овој мост. Овие камени блокови, кои повеќе од 2000 години стојат на ово место и во себе ја чуваат 2000-та годишна историја, да ми ја раскажат многу нешта не само за Богомила, не само за Богомилско, не само за област Азот, не само за Македонија, туку ќе се откријат речиси за сета 2000 годишна историја на западната цивилизација. Илјадници години поминале, времето поминува, ама историјата останува. Историјата останува на генерациите кои што ќе доаѓаат. Ова е тој Римски мост, ова е овдека таа реката Бабуна, овдека се наоѓаме во Богомила, историското место во Македонија, едно од местата кои што има богата, неисцрпна историја. Да бидам искрен, колку се радувам што сум во Богомила, во овој со право да го наречам древен, но и жив град. Град со богата своја историја. Секоја педа земја, секоја камче, секоја капка вода, секој атом од воздухот е историја. Да, историја. Од антика па се до денешен ден. Ќе се обидам да откријам дел од 2000-то годишно битисување на ова населено место. Но со право си го постави прашањето од каде да се почне. Па и веднаш го добив и одговорот, па секако од почеток. Од самиот топоним Богомила, од поимот Богомилско движење, па се до ден денешен. Со еден збор, од дона до сегашно моје сознание за Богомила. Од материјалните документи, устни преданија, легенди, а пред се и од пишаните документи. Не постои појава во средновековната историја на балканските народи што толку многу ги привлекувала истражувачите како што е тоа богомилското духовно движење. За него пишувале историчарите, филозофите и етнолозите, теолозите и филозофите, литератите и публицистите.
Постоje податоци кои ја посочуваат Македонија како земјата на потеклото на богомилството. Другите извори укажуваат дека Македонија во 12 век била значаен центар на екстремно ориентирани дуалисти, а следениците на дуалистичкото движење, кое до овие простори се расширило и во другите југословенски краишта, биле познати како богомили. Мистеријата со која богомилското движење е обвиткано се должи и на фрагментарната и само делумно сочувана изворна граѓа. Еден од најмистериозните манускрипти е тајната книга или Интерогатио Јоанис, која содржи резиме на богомилската доктрина и се смета за автентично дело на богомилската литература. Оригиналот на тајната книга до ден денес не е пронајден. Сочувани се само два преписи на латински јазик, Каракасонскиот од 12 век и подолгиот Виенски, кој потекнува од 13 век. Еден запис од Каракасонскиот препис упатува на можност дека тајната книга на богомилите потекнува од балканските простори. Но јас повеќе ќе посветам внимание на легендите кои денес живеат меѓу обичниот селанец, што се вели. А една од многуте легенди вели вака: прв учител и распространувач на богомилството бил попот Богомил. Легендата кажува дека поп Богомил бил роден во селото Боговила. Тука живеел и умрел, а гробот му се наоѓал до самото село во црквиште изградено во земјата која на богомилите им служило како молитвен дом. Исто така, легендата вели дека првичното име на богомилите било Бабуни, по истоимената река и планина Бабуна. Се обидов да го откријам вечното почивалиште на попот Богомил во селската црква Свети Атанасиј, изградена во 1837 година, меѓу селските гробишта. Но барајќи некои траги во селските гробишта, кои можеби ќе ми асоцираат на место каде што се наоѓа вечното почивалиште на попот Богомил, пријатно бев изненаден од тоа што во селските гробишта почиваат угледни богомилчани од блиското минато, не само на богомилчани, туку и на македонскиот народ, меѓу кои и свештените лица, различни по хиерархија и црковни чинови, кои со децении службувале во Богомилско. Свештеникот Игнат Попович, протоиереот Ристо Наумовски и Ристо Пандов, родом и поп во селото Загоричани, Егејска Македонија, протеран од грчките власти затоа што црковниот збор го кажал на мајчин македонски јазик, во Богомила дојден во 1949 година. Исто така, ретко во Македонија, барем не во така да ги наречам обично црковно мирјанство, да почиваат лица кои го дале животот за слобода на Македонија, како што е ова спомен обележје. Исто така, во селските гробишта се наоѓа и спомен кустурницата од поднатите борци во 1942 година, кои што погинаа за слобода на Македонија, а меѓу тие се следниве: Ристо, Милан, Тоде, Петре, Петре Тодоровски, Петре Стефановски, Шевки, Веле, Тоде, Ванче, Игно, Коста, Темелко, Тане, Борис, Ризо. Сите овие погинати борци се од областа Азот, од целата во областа Азот. За време на преродбата на денешната територија на општина Чашка во Богомила е отворено и училиште на народен говор во 1868 година по иницијатива на поп Илија Поп-Арсов. Во селото Богомила роден е македонскиот револуционер Петар Поп-Арсов, еден од основачите на македонската натрешна револуционерна организација. Ова овде е неговата куќа каде што е роден, ова овде кај спомен куќата каде што е роден овој револуционер.
Наоѓаме во спомен куќата и спомен собата на македонскиот револуционер Петар Поп Арсов, роден во Богомила, еден од основачите на тањата македонска одредничко-револуционерна организација. И Петар Поп Арсов, роден во селото Богомила, филолог, револуционер, еден од основоположниците на македонската револуционерна организација, дугогодишен член на ЦК, задграничен представник на организацијата, автор на првиот устав на внатрешната организација и автор на познатата публикација Стамболштината во Македонија и незините представници. Идеолог, книжевник, публицист, борец за национално, културно и духовно издигање на македонскиот народ. Поборник за македонската самобитност. Борец за воспоставување на самостојна независна Македонија, за изградување на независна македонска црква и образование и македонскиот литературен јазик и правопис. Селото Богомила се уште може да се најде старата македонска архитектура, куќи на два спрата, куќи со балкони и со тешки стари порти. Еве една од нив, ова порта каде што пишува број 294. За впечатливиот изглед на Богомила придонесува специфичната архитектура на куќите што во најголем дел ги изградиле познати градители од Мијачкиот крај. Денеска, старата селска куќа во Богомила се смета за символ на македонската рурална архитектура, во која централно место засема просторијата со огниште. Секое село, па и селото Богомила, не може да се нарече село ако нема пијан бунар, што се вели, така го нарекуваат народот од памтливек. И во Богомила има пијан бунар, каде што во минатото сите млади невести ги донесувале тука на бунарот, кој ќе направиле свадбата, вода да залеат, да се замеја и да се земаше се вика вода за дома за да замесат. Овој пијан бунар и ден денеска го користат селаните, но нема моми, односно нема ни невести, ама има мештани, има домајчиња кои што се уште црпат вода од овој бунар леп да се замесе, затоа што убаво замесе леп од изворска вода, односно од бунарска вода, нема никаде. Исто така и за впечатливиот изглед на Богомила придонесува и хидромелиорацијата на улиците, односно на Богомила може да ги позавидат и современиве урбани решенија, како изгледа уреден под навод рурален кеј, кој е складен со руралната идила. За време на Отоманската империја во 19. век патиштата кои поминувале низ денешната територија на некогашната општина Богомила, по кои поминувале карваните, биле во многу лоша состојба, поради тоа што патувањето и транспортот бил многу отежнат. Тоа биле старите римски траси кои дотогаш никогаш не биле обновени. Во 19. век, пред да се изгради желеничката линија на територијата на некогашната општина Богомила, главно транспортно средство биле коњот и маската. Стоката која се извезувала од селските центри и стоката која поминувала низ ова територија создала услови да се развие и кириџиството, кое станало извор на екзистенција на стотици илјади семејства. Мерак е да прочиташ по богомилските сокраци, патчина и современи улици. Мерак е да прочиташ по богомилските патчини и сокраци, кои што се уште се поплочени со старата калдрма. Е ова, таа тука. Како дел од историјата на Богомила е и желеничката линија Прилеп-Велес, која на 19 септември 1932 година е започната да се гради преку Богомила, а завршена е на 20 јануари 1936 година. На 19 септември 1932 година е започна да се гради пругата Прилеп-Велес преку Богомила. Со изградбата
на железничката пруга Велес-Прилеп-Битола во 1936 година поволната сообраќајна положба уште повеќе го поттикнала економскиот живот на Богомила, при што таа станала важна увозна и извозна станица во горниот слив на Бабуна. Богомила, која припаѓа на општина Чашка, е во срцето на Македонија, во еколошки чиста средина и недопрена природна убавина. Во круг од 100 километри нема индустријски капацитети, се е оставено на мајката природа. Таму каде што крошните на густата букова шума го подпираат небото, каде сребрените извори ги благословуваат планините, брзајќи да се влеат во горниот тек на реката Бабуна, на десетина километри југозапад од Богомила се наоѓаат македонските планински горостаси Даутица, Караджица, Мокра планина со Солунска глава, кои просто мамат да ги посетите и да уживате во небесните сини бескрајности. А пак само на 1435 метри надморска височина, распослан на падените на планината Јакопица, обкружен со висока букова шума, на ливада обрасната со папрат, се наоѓа планинарскиот дом Чемплес. Во прекрасен планински амбиент, свртен кон врвовите на Јакопица, го мами секој добронамерник да ги наполни батериите за освојување не само на Солунска глава, туку и за незаборавни средби со природата, со живописните падини на планината Јакопица, со најатрактивните природни локалитети во овој дел на Македонија, со животната приказна на реката Бабуна, чија неверојатно чиста планинска вода ќе го воодушеви секој љубител на природата, кој нема да одолее и да не дојде на изворишниот дел на Бабуна, на пейзажот што го запира зливот, чии извори на Бабуна се вистински бисер на недопрената природа. Ова е само дел од историјата на Богомила. Ова е само дел од убавината која има Богомила. Дојдете во Богомила, во Богомилско, да видите што е рај, што е убавина.